едно народно востание во доцниот среден век во Англија, во времето на царувањето на Хенри VI, дедото на Хенри VIII, кој почнува политичка реформација на црквата во Англија. Водачот на тоа востание е Джек Кейт, успева да мобилизира народ, со обид да го симне Хенри VI, но востанието завршува задушено во крв. Брутално задушено. Тој настан е одразен и во драмата на Шекспир, Хенри VI, каде што пренесува дел од говорот на Кейт, со кој ги мотивира бунтовниците да се придружат на негова страна. И во тој говор тој ветува каква власт ќе практикува и вели: кога јас ке станам крал, никој нема да има потреба од пари, зашто сите ќе јадат и ќе пијат на моја сметка. А единствената нивна должност ќе биде да ми се поклонуваат мене како нивен господар. Очигледно, звучи познато, нели? Очигледно Джек Кейт е сватил тајната за добивање на власт или за привлекување на садбеници, тоест нуди им она што сакат да го слушнат, нуди им мет и млеко. Ветувања кои се апсурдни, но сепак луѓето во нивните очекувања се мамат. Како овој новиот градоначелник на Њујорк, кој навистина вети нешто кој не може да се исполнат, како например 1 милион станови во Њујорк со ниска кирија, или вети исто така бесплатен јавен превоз во Њујорк, како што нам ни беше ветено пред неколку години, останавме без превоз одредени денови. Или пак исто така вети супермаркети со многу ефтина храна. Кој ќе ја плати таа храна, не знаем. Велат дека нема храна, нема ручек бесплатен. Некој го плаќа, некој мора да го плати. А исто така вети дека ќе зима од богатите за дава на сиромашите, како Робин Худ. Но човекот сака да слуша така ветувања и на такви власти народот е бил спремен до гроб да служи. Во времето на Господ Исус, евреите гледаа на Христос како на таков потенцијален водач, како на популист кој дава реални ветувања. Тоа она што го правеше, можеше да го исполнува. Тие се надеваа дека ќе биде Христос цар кој ќе ги храни, како што нахрани огромна толпа луѓе со леб и со риба. И кој не би сакал таков владател? Кој не би сакал таков господар, кој ќе ги храни секогаш, или ако се болни ќе дојде ќе ги излекува. Нема да има болен во тоа царство, нема да има гладен, дури нема да има мртов. Ако умер некој, тој ќе дојде ќе го воскресне. Секој би сакал таков владател и со такви очекувања на Пасхата која ќе разгледаме, тие го дочекаа Христос. Го дочекаа и не само тоа, тука во нивните очекувања имаше надеж дека ќе дојде и ќе го избрка представникот на римската власт, ќе ги избрка римјаните и конечно Јудеја ќе биде слободна земја. Тоест, се надеваа на управник кој ќе се справи со клетиот непријател. Нивните очекувања во наредните неколку празнични денови беа изневерени и го распна својот цар. Значи, се наближуваме до Паската, на која што Христос доаѓа не само да празнува, туку самиот да се жртвува како јагнето, пасхалното јагне, за спасението на грешните. Во 11 глава, како подготовка за тој настан, е воскресението на Лазар од мртвите, настан кој одекнува. Во Ерусалим одекнува од цела Јудеја. Многу луѓе слушнале и бидејќи доаѓа Пасха, уште повеќе се мотивирани поред тој настан да дојдат, да ја посетат и Витанија, каде што живее
Лазар и секако Ерусалим, да се поклонат на празникот. Многумина привлечени од тоа чудо, дури поверувале, пишува. Го гледаа Лазар и заради Лазар, пишува, поверуваа. Христос на 6 дена пред Пасха доаѓа во Витанија на една вечера и наредниот ден се симнува во Ерусалим. Целиот тој период, празничен период, целата таа седмица, пасхална седмица, е празнична, е полна со настани и градот веќе на една недела пред Пасха е полн со поклоници. Сите што имале намера да дојдат од целата диаспора, од целата Римска империја, се веќе таму на празникот. Многу народ, не знаеме на таа Пасха колку имало, но според стари, древни дела, например Јосиф Флавиј во неговата историја древности, говори за некоја година во која што имало 3 милиона посетители за празник. Тоа е огромна бројка. И посебно, нели, на овој празник, луѓето имаат мотив да дојдат, зашто многу нешто се исполнуваат во Христовата служба. Таа месијанска надеж кај луѓето се буди, оживува. И со големо очекување сега доаѓаат на Пасха и главната тема на разговор, централната фигура е Христос, бидејќи заради исцелението, тоест воскресението на Лазар, но пак од друга страна и заради намерата на водачите, на духовните водачи, тоест членовите на Синедрионот, да го убијат. Тие пак во таа еуфорија на народот, кој очекуваат скорешно восстание, ослободување и јудејско царство, па гледаат опасност, дека нештата ќе избегаат од контрола, тоа ќе испровоцира римската власт, кои ќе дојдат и ќе ги одземат сите привилегии кои тие како духовни водачи ги имат во храмот, како свештеници, како служители. Така што чувствата се испомешани и тоа уште повеќе ја, така кажеме, зголемува интригата, што ќе се случи, љубопитството кај луѓето. Во секој случај, и кај едните кои имаат големи очекувања, и кај другите кои на Христос гледат како на опасност, вистинска духовност има малку. Иако едните гледаат како на пратениот од Господ, оно што доаѓа од Господовото име, а пак другите се борат да ја заштитат духовната слобода што имат, духовните права во Ерусалим, иако и кај едните и другите како да има некакви духовни мотиви, на крајот се гледа дека во сето тоа нема никаква духовност воопшто. Дека и едните и другите, и надежта на едните, и стравот кај другите е напразна. Ајде да видиме како се случува сето тоа. Ке се послужиме и со другите евангелија, зашто Јован не е многу во деталите, тој повеќе е по символите, духовните символи, така да и овде го вклучува она што е важно за теологијата. И така, пишува дека на следниот ден, после вечерата во Витанија, на која присуствува Лазар, Марта, Марија, е помазани се нозете на Христос. Христос се упатува кон Ерусалим преку Масленовата гора, води патот. Во другите евангелии, како Матеј и Лука, гледаме дека дава упатство на 20 своји ученици да отидат пред него во Ерусалим и да осигурат едно магаре, мајка или магарица, како се вика, и едно и низиното осле. И тева дека тоа е дотогаш неоседлувано, никој не седнал на тоа осле. Откако се подготви, се доближуваат до Ерусалим, народ е собран со големите очекувања и го дочекуваат со мафтајки, вејки со палмови гранки и постилајки ги облеките. После тој влез во Ерусалим, познат како триумфален влез,
Христос се качува на Масленовата гора, од каде што го изрекува она трагично пророштво и плаче за градот Ерусалим, потоа заминува, тргнува кон храмот, каде што се случува на чистење, па лекува слепи, болни и се враќа во Витанија. И така продолжува тоа негово неколкудневно служење во Ерусалим по пресрет на кулминацијата на празникот, кога се колат пасхалните јагниња. Луѓето го пречекуваат, и тука сега имаме некако моменти кои ја покажуваат таа очигледна политичка кореографија на народ, на толпата која го дочекува Христос. Како го дочекуваат? Го дочекуваат со поздравот Осана. Осана на оној кој доаѓа, или благословен кој доаѓа во Божјото име, во името Господово, царот Израелев. Тоест го дочекуваат како цар. Цар на Израел, кој доаѓа од името на Господ. Да биде благословен, а поздравот е Осана. Или во превод избавине, спасени. Тоа како нешто итно. Сега да се случи тоа. Меѓутоа во древноста меѓу евреите Осана е нешто како изблик на радост, на восхит, на благослов, на благодарност. Кога ние нели ќе се видиме и велиме слава на Бог или Божи благослов, тоа станува како поздрав. И ти така го поздравуват, меѓутоа во тоа вклучуваат и надеж за спасение, итно спасение. И во тој поздрав се гледа таа нивна еуфорија, дека доаѓа наближи моментот кога ќе бидат спасени. Тоест избавени од римјаните, избавени од непријателот. И продолжуваат ова со пречекот и целата ова фраза всушност е цитат од 180-тиот псалм, ова точно од 26-тиот стих. Не знам дали, еве го овдека е даден, сум го напишал, ова е тој буквалниот всушност цитат: О Господи спасине, о Господи побрзај. Тоа остана всушност. Нека е благословен оној кој доаѓа, кој оди во името на Господ, ве благословуваме во домот Господов. Сега Јован малку ја преиначува оваа фраза, за да го даде оној вистински мотив на луѓето, нивното очекување. Го дочекуваат царот на Израел. И не случајно цитираат од овој псалм. Ако го видиме буквалниот контекст во кој што е пишуван 180-тиот псалм, ние ќе видиме има месијански моменти во псалмот, месијански пророштва, меѓутоа секој псалм си има своја историчност, историски момент во кој што е пише, некаква животна ситуација која го потикнува псалмистот да го напише. Конкретниот момент историски е избавување од непријатели. Ерусалим е опколен и Господ дава избавување. И овој псалм е напишан како благодарствен, во таа категорија влегува, благодарствен псалм за избавување. Господ го избавил својот народ од обсадата која непријателот е извршил. Например, може да прочитаме во стих 10-тиот: ме опколија сите народи, но со името Господово јас ги разбив. Или во стих 12: ме обкружија како пчели околу сотка, па се запалија како оган во трне, со името Господово јас им се спротивставив. Така, овој псалм го носи тој дух на избавување на народот од непријатели, од обсада. Во тоа време евреите живеат, така да кажем, обсадени од Рим, опколени од пагански непријател. И сега доаѓа Христос, чудотворец, кој има толкова сила, што може да врати во живот човек кој 4 дена бил во гроб. Ако може тоа да го направи, тоа уште може да направи многу повеќе. Може да ги избрка и римјаните. А исто така пак, самиот празник Пасха во себе го носи таа надеж за избавување, зашто самиот
празник или самиот чин, нели, самиот обред на Паската е врзан со избавувањето на евреите од Египет. Така да Пасха се претвора во една парадигма, годишна парадигма, која во себе ја носи идејата, надежта за слобода, за Божјо избавување. И присуството на Христос, чудата што ги прави тој, знаците и самиот празник придонесуваат за сета таа еуфорија кај народ. Еве го, доаѓа царот на Израел. Тој е пратениот од Господ. Не знам колку самите евреи во тоа време имале разбирање дека цитираат од месијански псалм, во кој вклучува месијанска надеж и пророштва за Месијата. Меѓутоа тие пропуштаат некои многу други важни моменти од тој псалм, кои ја кажуваат судбината пак на оно што доаѓа во Господовото име. И на крајот, тој политички чин на дочек на Христос е очигледен со она, нели, кореографија палмовите гранчиња. Да, во законот, во Левит, палмовите гранчиња или вење на такви гранки е символ на радост. Меѓутоа, во текот на историјата на евреите добива и политичко значење, само 200 години пред Христовото доаѓање, кога Јуда Макавеј организира востание против сиријците, против Антиох Епифан и успева да ги избрка од Ерусалим, се враќа како победник, а луѓето го дочекуваат со палмови гранчиња. И така, тој настан останува запечатен во главите, во памтењето, во меморијата на евреите, зашто тоа е нивната последна голема победа над некаков непријател. После таа победа доаѓаат набргу римјаните и тие се во продолжение на 100 година окупирани. И сега конечно доаѓа некој кој ќе донесе мир, кој ќе донесе слобода. И ја повторуваат сушност сцената со Јуда Макавеј. И ги освежуваат спомените од таа славна победа што имале пред 200 години. И така, со музика, вење, палмови, таа национална гордост се покажуваат и го поздравуваат како царот на Израел. Еве го нашиот цар. И да, навистина тие се во право. Тој е царот на Израел. Тој е јудејскиот цар. Пак, нели, ќе кажам, ќе спомнам, во овој псалм 118, од кој што цитираат, и тие цитираат со други мотиви, контекстот го пресликуваат, така како што бевме избавени од Господ, од окупатори, така и сега Господ ќе ни избави. Меѓутоа, пропуштаат, нели, во тој псалм, например, 22-иот, оној познат стих, дека зидарите го отфрлија, а голниот камен. Мислам, да, ги има. Каменот што го отфрлија зидарите стана камен темелник. И вели, а тоа е од Господ и прекрасно е во очите наши. Ова е денот што го создаде Господ, за да се зарадуваме и развеселиме во него. И овој момент го има во предвид Бог, Словото на Бог, во овој псалм, дека да, тоа беше ден за радост, навистина беше ден за радост. Захарија, кога пророкува, ќе види малку понатаму, го вклучува тој момент за радост. Радувајте се. Зашто тоа е, да, навистина царот доаѓа. И доаѓа со многу поголема понуда од она што очекуваат луѓето. Но народ го пропушти она што навистина му беше потребен за радост и за мир. Зашто кога очекувањата не беа исполнети на луѓето, тие го расмеа, кажа, не ни треба. Ке чекаме цар кој што ќе ни го вети она што ние го сакаме. И дојде потоа Месија еден таков. И им вети она што тие го посакуваа и ги однесе во пропаст. И немаше повеќе Ерусалим. Всушност народот овдека реагираше како што реагираат луѓето.
вообичаено. Како што и порано реагира кон Христос, например, кога ги нахрани толпите, те сакаат да го направат цар и Христос побегна. Тоест, ги распушти учениците, а тој по водата отиде во Капернаум. И овдека се случува истото. И има туку уште еден дел кој е најава за промената во Христовата служба, е кога народот го пречекува Христос и извикува Осана, благословен да оној кој доаѓа во Христовото име, царот Израелев. Имало и деца кои извикувале, може би тие били најгласни, и фарисеите доаѓаат уплашени од тој дочек дека тоа ќе предизвика политички, така кажеме, конфликт, и му велат на Христос, забрани им да го говорат тоа. И тогаш Христос вели, ако замолкнат децата, камењата ќе проговорат. И тоа е еден многу така специфичен момент. Зошто? Зашто до тогаш, кога некој го објавуваше Христос како Месијата, тој ги замолкнуваше. Го држеше тоа во тајна. Она позната фраза месијанска тајна до определен момент, за да не се случи предвремен конфликт со фарисеите, да не се случи непријателство, додека не дојде часот, неговиот час. Меѓутоа овдека гледаме и појасно ќе се види во следниот настан, кога ќе дојдат елините, доаѓа моментот на Христовиот час. И Христос не само што ја го ограничува некако објавата на неговото месијанство, туку напротив дозволува уште повеќе да се открива. Дозволува и децата. Децата се всушност тие кои што како инструменти на Божјата суверена волја го откриваат како Месијата. Доаѓа времето јасно да се открие, а тоа пак ќе го забрза, така да кажеме, таркалото, ќе го да се одмоткува уште побрзо на клопчето за да дојде неговиот час на славата. Така. Значи, тоа е тој политички, таа политичка сцена, тие политички очекувана, тоа е страната на народот, дочекот на народот. Христос пак, во контраст на сето тоа, прави друга кореографија, која е најавена уште во Стариот Завет, која треба да ги коригира лажните очекувања на народот. Што прави? Откако најде едно осле, а веќе нели кажавме дека тоа е однапред договорено со учениците, и се овдека Јован пише дека било осле, додека во другите евангелија имаме мајката со ослето. И дека Христос се качи и на двете, се не знае, но овдека вели дека носли. И ова е идејата всушност. Јован е идеалист. Јован се интересира од теологијата. И затоа тој потенцира дека на осле се качи. Интересно, и тука има многу, навистина голема символика. Која е неговата кореографија? Кои се символите што тој ги праќа? Овдека тој буквално действува како учител кон деца, демонстрира или им дава илустрација. Ги учи која е вистината, им праќа вистинска порака. Зашто и секако исполнува пророштво од Стариот Завет, Захарија 9:9. Не знам дали го има овдека. Мислам го нема. Чекај да видам пак. Не, го нема текстот. Како и да е, иста идејата, со тоа што во Захарија пишува не плаши, туку радувај се, керко Сионова. Еве царот твој иде седејки на магаре. Различни се верзиите кај Јован и кај Захарија, но идејата е иста. Не плаши се, не радувај се. И во двете идеи е вклучен мир или спокојство. Не може да има радост ако има страв и нема страв кога има радост. Христос исполнува пророштво, но идејата е тука многу јасна. Народ очекува војсководец. Народ очекува некој кој ќе тргне во војна и така да донесе слобода, војувајки. Христос седнува на осле. Осле е
мало животно, поголемо од вакво, малку поголемо од куче. И човек, возрастен како Христос, дури не може да седне, но да му се влечеле на ослето. Што покажува една понизност. Останатите Евангелија пишува дека доаѓа на осле кроток, смирен, понизен. И тој контрастот меѓу цар кој не доаѓа со цел да војува. На крајот на краиштата ти не можеш да војуваш седнат на осле. Представете си војсководец, представете си го Александар Македонски тргнува против персијците, против Дари на магаре. Едноставно магарето не е животно кој има перформанси да војува. Конјот е такво живо. Брз, може да скока. Со конјот ти можеш да стрелаш, да трчеш, да бегаш, да напагаш. Магарето ги нема тие способности. И во древноста, кога некој оди во војна или се враќа од победа, тоа го правил качен на конј. Овдека Христос се качува на осле, дури не ни на магаре, на осле се качува. Со што уште повеќе се намалени неговите способности да војува. Да каже, не сум дојден со намера да војувам. И тоа било пракса, кога некој доаѓа со мир, тој не доаѓа качен на конј, туку доаѓа на магаре качен. Како денес, например, денес, низ историјата имало различни символики за да се најаве доаѓање на некој во мир. Например, бело знаме се користи. И тоа не е знак за предавство. Денес се користи во таква смисла, но кога например, ќе тргнат војници, ќе се упатат кон непријателот со носејки бело знаме, тоа значи дека доаѓаат со некаква порака, да преговараат мир. Како може да се стигне до мир? Тоа е символот на белото знаме. Во древноста тоа било магарето. Христос качен на магаре всушност им праќа порака. Јас доаѓам за мир, да се помириме. Јас доаѓам да донесам, не да војувам. Ако мојата намера беше да војувам и ако јас дојдам на конј, тешко на сите, тешко вам. Не, јас доаѓам како миротворец. Качам на осле, за да се смириме, да се помириме, да склучиме мир едни со други. Зашто тоа носи вистински мир. И тоа носи радост, тоа го брка стравот. Добар е поздравот, радувај се керко Сионова, не плаши се керко Сионова. Но Христос понатаму ќе каже, го пропушти, не знаеш она што е потребно за твојот мир. Евреите си мислеа дека за нивниот мир е потребно војна. Им е потребен генерал, цар кој ќе ги ослободи политички. И затоа Христос плаче и вели, кога би знаел што е потребно за твојот мир. Христос дојде како слуга. Дојде не да убива, туку да биде убиен. Ако тој дојдеше да убива, ако таа беше неговата намера, тешко нам. Тешко на сите што беа таму, ако неговата намера беше да убива. И затоа Псалмот 118 ги вклучува. Тоа е ден за радост. Ова е денот кој Бог го создаде за радост. Бог дојде да се помири со човекот. И затоа тој влез триумфален, кој за жал се претвори во нетриумфален влез. Понатано. Да, евреите тоа што го очекуваа продолжува во следниот текст, во 10 стих на Захарија, каде што пишува, нема да читам, говори Захарија дека Месијата ќе дојде да ги совлада царевите, кнезовите, противниците и да воспостави низ сите краишта на земјата мир, царство на правда. И да, ќе дојде Христос на конј и ќе го направи тоа. Ќе воспостави царство на правда на целата земја. Меѓутоа, за да има такво царство на правда, треба да има праведни. Ако Христос тогаш дојдеше во Ерусалим да го воспостави тоа царство на правда, кој праведен ќе беше таму?
Христос дојде, влезе во Ерусалим, за да го помири човекот со Бог, да го тргне тоа непријателство, да воведе мир меѓу Бог и човекот. А за да има мир, требаше да се реши проблемот со гревот, со вината, со човечката неправда, која го создава непријателството. А да се случи тоа, Христос требаше да отиде на крстот. На крстот да го земе гревот на човекот, вината. Врз него да биде излеан Божиот гнев и да биде објавена правдата на човекот, за да живеат во Божиото царство на правдата, кое, да, Христос ке го донесе. Само праведните, они чии греови се простени, се помирени со Бог. И тие можат да го наследат Божиото царство. Требаше на човекот жртва за помирување. Му требаше Христос кој ќе донесе мир меѓу Бог и човекот. Во Псалм 118 на неколку места се спомнува тој мир. И затоа е месијански псалм, зашто Месијата дојде за да донесе мир. Заедно со царската круна, Христос требаше да носи и крст. Прво треба, за да има тако царство, требаше да има жртва, кој ќе ги соедини Бог и човекот. И тоа е целта. Тоа Христос сакаше да го покаже таму на луѓето, влегувајќи со ослето. Не влезе на воен конј и не поведе народ по политичко устание, туку се представи како цар на мирот, или како што пишува Матеј, кроток, качен на магарица со младо магаре. И затоа пишува Јован и Захари, не плаши се или радувај се. Не можеш да имаш радост ако имаш страв. Многу се проблемите, многу се нештата кои можат да донесат страв. Постојано се соочуваме со предизвици кои носат страв. Може да дојде болест, може да дојде сиромаштија, може да загубиме работа, може да дојде смрт, загуба. И нема мир. Нема мир, нема радост. Има ли страв? Нема мир. А што е потребно да имаме за нашиот мир? Единствено, мирот со Бог. Мирот со Бог носи Божи мир во нас. Ако имаме мир со Бог, и во тој псалм 118, ако читате, го има тој момент, Бог е со нас и од што ќе се плашиме. Таму е тој познат текст, Господ е карпа моја. Тоа е мојата карпа. Тоа е мојата тврдина. И од што ќе се плашам? Кој може да ми наштети? Навистина, знаеме ли што е потребно за нашиот мир? Во што бараме мир? Од каде доаѓа нашиот мир? Без мир со Бог нема мир. Може да имаме се што ни треба. Никој пат нема да имаме се што ни треба, но еве да претпоставиме дека ќе имаме се што треба. Еве да претпоставиме дека човекот ќе ги реши сите проблеми на земјата. Еве и комунизам ќе воспостави еден ден. Бесплатен јавен превоз, бесплатни болници и школство и образование, и ќе најде решение за болестите. И нема да има гладни, нема да има бесплатна храна во самопослугите. И пак нема да има мир. Зашто ќе дојде смртта и ќе дојде пеколот. И луѓето ќе живеат во пеколот. Нема мир. Нема мир без мир со Бог. И затоа Христос плачеше кога народот не препозна, не знаеше што е потребно за да има навистина мир и бараше во работи кои не носат мир. Да. Не разбраа. И тука иронијата пак е голема. Магарињата, мислам, подобро разбра. Во која смисла? Матеј и Лука потенцираат дека било Јован вели дека јавал на осле, а Матеј и Лука дека тоа било неоседлувано. И тука има идеја пак. Некористено досега, свето, само на Бог да му припадне.
Нели? Никој друг не може да го користи. Тоа е свето, за свето употреба. Но неоседлуваните животни што се за јавање или досега најаваните се нескротени. Не треба да се скротат, за да седне, да му се стави прво некаков самар, а пак и да седне. А тоа скротување не се случува така лесно, потребно е тренирање, нели, време. Меѓутоа тука гледаме тоа осле кротко. Го прифати Христос како свој Господар. Знаеш дека Создателот, како да знаеш дека Создателот е оној кој што треба да го употреби тоа животно. Како што, нели, во Стариот Завет Исаја пишува, волот го познава стопанот свој и магарето јасете на Господарот свој, а Израел не ме познава. Мојот народ не разбира. Што сета таа возбуда што беше таму, таа еуфорија, сето тоа беше без знаење, без познавање на вистината. Без вера, вистинска вера, немаше духовност ни кај едните, ниту кај другите. Ништо не беше како што треба, така да кажеме. Вистинската вера е она која што се гради на Словото, на познавање на вистината. И таа вера не испарува, како што беше кај овие во Ерусалим, кои го дочекаа Христос. Тие го дочекаа Христос еуфорично, триумфално и за неколку дена се спласна. Испари. Кога испарија очекувањата. Вистинската вера не може да испари, ако е темелена на верата во и познавањето на Словото на Христос. И нема да ни се случи после неколку разочарувања да кажеме распни го, не ми треба. Тука е здрава, стабилна вера. На што ја градиме нашата вера, на вистина? И кога го проповедаме Словото, кога го представуваме Евангелието на луѓето, навистина што им нудиме? Јас познавам многу христијани на кои што им биле понудени популистички, така да кажеме, ветувања од Бог, кој воопшто Бог не ги нуди во Словото. Поттикнати од тој популизм што го гледаме во светот, дај го на луѓето она што сакат да го слушнат, и ние тоа им го нудиме во името на Бог. Нешто што воопшто Бог не го нуди. И доаѓаат луѓето од црквите и потоа се заминуваат разочарани зашто не го добиле она што им го ветиле. Христос не е популист. Тој јасно им каже, јас не доаѓам за она што вие го сакате или го очекувате. Јас доаѓам да донесам мир. И тој јасно ќе го каже во наредните денови, јасно ќе покаже дека него не го интересира Цезарот и данокот и римската власт. И Христос тагуваше во Матеј, во Лука е запишено, или веќе оно што го кажав, кога би можел во овој ден да дознаеш што е потребно за твојот мир. И потоа го дава тоа пророштвото, да оно што го сака евреите да го добијат во Ерусалим на цветници, така да кажеме, го добие понатаму, но како заврши сето тоа? Се крена во восстание, дојде римјаните и не остана ни камен на камен од храмот. Само некој купче камења некаде, кои се уште ги користат евреите да се молат и да плачат на тие камења. Роберт Мекчен има една епизода во неговиот краток живот, но богат со служба, има една епизода на служење во Ерусалим. Така, поттикнат од копнеш да служиме го евреите, отишол во Ерусалим 1839 година, 100 години пред да има држава Израел. Имало и тогаш, имало мало општество на евреи во Ерусалим, кои биле така, под палестинско, да кажеме, робство некакво. Но редовно пишувал писма за молитва до неговата црква во Данди, во Шкотска. И во едно писмо тој објаснува една случка за која треба да се молат, нели, во Ерусалим. Така да докодал, и тој велика и големите камења, тоа е оној зидот што го користат, зидот на плачот, западниот зид, како единствен остаток од храмот, видел евреин како
тажен седи, тој го опишал како многу тажен и седи покрај зидот и го прашал што правиш и тој му покажал еврејската Библија и му рекол, еве го читам Псалмот 22 и читам, нели, овој псалм за Давид, што се говори за нашиот цар Давид. И тогаш му рекол Мекчейн, ама од каде гледаш дека ова е за Давид? Кога на Давид раците и нозете му биле прободени? И почел да му објаснува, нели, за Христос, дека тоа е Месијата, нели, му го сподел Евангелието и на крајот завршува писмото во завршниот ред и човекот остана да седи на земјата и гледаше многу тажно. Тажно во зидот, во таа слаба на времето што било. И тоа слика за народот. Посакуваа нешто земно човечко, него доби и останаа во тагата. Без радост, без мир, во страв, во разочараност. А Захарија рече, радувај се, керко Сионова. Но тие не можат. Не бој се, вели Јован. Не можат, бидејќи го отврлија царот. Без Христос нема ни мир, ни радост. Знаеме ли ние што ни е потребно за нашиот мир? Дури учениците не го познаа времето на посетата. А не дека Христос не им кажуваше, само една вечер предходно, кога Марија ги помазуваше нозете на Христос, тој рече, ова го прави како подготовка на моето тело за погреб. Најаве дека скоро ќе биде неговата смрт. Јасно им кажа зошто оди во Ерусалим. Ама учениците беа опфатени од сета таа еуфорија. Не знам, може се предпоставиме само како тие влегувале кога влегувале, со какви чувства биле во Ерусалим. Представете си, толпи мафтаат, веат пред вас палмови гранче, постилаат пред вас облека. Сигурно имале големи очекувања. Ние знаеме неколку дена подоцна, кога лекуват на Господовата вечер, тие повторно меѓу себе си спорат, тоа се на состанок, кој каква позиција ќе зема во едното царство. Последната вечер, пред Христос да биде фатен. Тие прават распределба на власта, на позициите во едната власка, нели, како нашите партии, ќе седнат и сега го делат колачот. Кој ќе биде, кој ресор ќе држи. И сигурно тие очекувања уште повеќе се зголемиле кога гледат таков дочек. Па еве, овие не дочекуваат како ослободители, како идната власт во Ерусалим. И сигурно во нивните глави ги кроеле. Не знам, Петар со какво чувство влегол, тој како така најпредставителен од сите. Сигурно парадирале. Како би се чувствувале на ваков дочек? Тоа е помпа, гордоста во нас, егото. Не разбра, пишу дека тие целосно се слеа со атмосферата на светот во тоа време. Додека нели влегувале во градот. Разбра подоцна кога веќе се случи, кога го видоа и воскресението и така натаму. И каква е реакцијата? Тука повторно ни вклучува еден момент и Јован, за да не заборавиме зошто се тие таму, зашто видоа чудо, зашто го видоа Јован воскреснат, какво големо чудо, и тоа ќе распали нивните очекувања од Христос и каков е односот на фарисеите. Тие се уште поуплашени сега. И велат, еве, ништо не е како што треба. Ништо не правиме како што треба. Ништо не превениравме. Направивме план, правиме сопки, ставаме, ама ништо не ни успева. Целиот свет, вели, тргна по него. Ништо не е, буквално, овдека буквалната фраза тие што ја користате, ништо не оди како што ние посекуваме. Или, со други зборови, ние ништо не правиме правилно, очигледно. Тоа е идејата. Да, не правите правилно, треба да се коригирате, но нивната намера е, тоест нивната вистинска намера, еве, не треба да бидеме порадикални. Треба да направиме нешто, а тоа значи што поскоро да го елиминираме. Тоа е нивната крајна цел. И за да дадат уште по-така силен, уште повеќе сила на потребата
од убиството на Христос, еве, цел свет, како беше, светот тргна, цел свет тргна по него. Секако не дека тргна цел свет по него, но тоа е една хипербола. До кај стигна ситуацијата поради нивната неодговорност, така да кажем, непреземање на радикални чекори. Ова фраза светот, и интересно во таа хипербола тие пак кажуваат вистина. Светот тргна по него. И тоа зборче свет во Јован е специфично, има символика, во 3.16, нели е потребен светот, да не погине светот и така натаму, на други места. И идејата на Јован во сите тие нешта, и ќе биде малку и понатаму тоа се потврдува кога ќе дојдат елините, навистина светот ќе тргна по него. Таа жртва ќе донесе, ќе го привлече светот, неговиот народ од секаде, независно од кој племе, од која раса е, од која социјална позиција, Христос ќе си го собере својот народ од секаде, од целата земја. Не секој од светот, зашто зборот тука е космос, кој значи целата земја уствари. Планетата, тоа е во древноста космосот, не е вселената, туку земјата, зашто древниот човек е земјоцентричен, за него земјата е вселената. И тука употребено тој збор космос, целата земја тргна кон него. Така ќе да кажеш сите. И навистина, таму имало не само евреи на таа Пасха, и не на само на таа, имало богобојазливи луѓе од други народи и малку подоцна неколку стихи ќе дојдат елини, кои не се прозелитизирани, меѓу другото, не се евреи, елини евреи, туку се чисти елини кои никој пат не биле конвертирани во јудеи. И тие ќе сакат да се видат со Христос. И така, Христос навистина ќе го покори светот. Го покори светот. Неговото влегување на крстот беше пак да го покори светот. Но не на начинот, и тој може да го покори како што сака луѓето таму. Тој може само збор да изговори, или како што во Гециманската градина каже, да изговори збор и легион ангели да дојдат на располагање. Па дури тоа немаше потреба. Тој со збор можеше да го покори светот. Со сила. Да го уништи светот. Меѓутоа тој дојде како миротворец, дојде како жртва и така на крстот да го покори светот. Својата љубов, спасувајќи го од гревот и носејќи помирување со Бог. Ке дојде како воин. Ке воспостави се царство на правда. Но сега сме ние во тој период на благодат, благопријатно време, кој го објавуваме тој мир. Така што ја проповедаме добрата вест. И тоа е нашата служба. Ние кои што имаме мир со Бог, да ја вршиме службата на миротворство. Не нудејќи популистички ветувања на луѓето, туку говорејќи вистината за основната потреба. Што му е потребно на човек да има мир? А за тоа треба ние самите да сме разбрале што нам ни треба, за да имаме вистински мир. Да се радуваме како Божи народ. И ја објавуваме таа вест. Ако е некој без Бог, не може да има мир. Може да има се, но пак нема да има мир. Израел е пропушти својата можност, но ние сме предупредени од тие поуки да не ги пропуштаме нашите можности, кога Бог доаѓа во нашиот живот, за некаква служба, за некој повик, за некаква посветеност, за некакво дело, за уште поголема послушност и покорност, за уште поголема преобразба по неговиот карактер. Да не ги пропуштаме можностите. И на крајот да го проповедаме неговото Евангелие, зашто само така ќе има мир. Сите збориме за мир, ни треба толку мир. Најголемата потреба вела денес е потребата за мир и нема мир. Нема мир додека човекот не се смири со Господ. Мирот со Бог го носи
Божиот мир во нас. Мир кој останува тврд, неразрушен, без разлика на искушенијата и непредизвиците. Дошле, се качила подморницата од големата длабочина по која била тестирана во многу непријатно време и го прашале капетанот на посадата, кога испливале на површината, како реагираше подморницата на големите бури. И тој рекол, ние не ги не почувствувавме. Тоа е кога имаш длабоко потонато во твоето срце Божи мир. На површината може да има секакви бранови, но внатре, длабоко, во длабочината, брановите не се чувствуваат. Не можат да го нарушат спокојството на Божиот мир во човечкото срце. Само кога би знаеле што ни е потребно да имаме мир. И да не го пропуштаме мирот што Бог ни го дава. Амин. Ајде да се молиме. Татко Небесен, ти благодариме за овие поуки, што ти ни ги објавуваш во Твоето Слово, за овие примери што си ги оставил. И ние благодараме за овој текст кој е очигледно толку важен, што сите евангелисти се согласили дека треба да биде вклучен. И за нас, Господи, е многу значаен. И се молиме, Татко Небесен, Твоето Слово да работи во нас, да не преобразува, да гради вера не на еуфории, не на возбуда, туку една стабилна вера на Твоето Слово, на вистината, на познавање на Твоето дело, вера која останува тврда, неразклатена и во најголемите предизвици, зашто верата во Тебе не разочарува. Се молиме, Господи, дај ни смелост и ние во овој свет да настапиме како миротворци вистински, проповедајќи го Твоето Слово. Да не бидеме заблудени, да не бидеме понесени, да не бидеме стопени од таа еуфорија во светот која трча по работи кои не носат вистински мир. Туку да действуваме во овој свет како коректори, како што Ти, Господи, влезе како коректор на целиот тој амбиент, јасно покажувајќи каков Господар си. И се молиме, Господи, коригирај ги честопати и нашите искривени очекувања, нашите искривени представи, да Твојот лик во нас застанува појасен, да станува почист. Твојот вистински лик да се изобразува во нас и Твојот ум да го покорува нашиот ум. Се молиме за нашето земе, Господи, се молиме за Македонија, на која толку многу ни треба наситена мир, ни треба успех, прогрес, ни треба издигање од дното во кое се наоѓаме, од темнината во која тонеме, од падот кој го искусуваме. А тоа се молиме, Господи, милост покажи, разбуди го, Господи, Твојот народ со Слово, со Дух Свети, за настане преобразба, да настане духовна обнова. И овој народ да стане Твој народ. Ти си сејмоќен Бог, за Тебе нема ништо невозможно. Тоа, Господи, симни го Твојот дух и действај мокно во срцата на луѓето, преку Твојата црква, преку нашите сведоштва. Во името на Христос, нашиот Спасител и Господ, се молиме. Амин.